Каратистот Емил Павлов и официјално во раце го има признанието најдобар спортист на град Штип, трето поред во неговата богата кариера. Ова признание е награда за сето она што минатата година јас го осторив, како што ја презентирав во Македонија, така и градот Штип на големите европски светски првенства. Ме радува тоа што минатата година го продолжи континуитетот на добри настапи, на големите резултати. Бев трет на европското првенство во Монпелие, тоа е мој најголем резултат минатата година. Во младинска категорија за најдобар е прогласен пинг-понгарот Петар Костовски. Ова е моја последна година во младинци. Тоа значи дека од наредната година треба повеќе труд, работа, дисциплина. Се надевам дека ќе го повторам ова и уште поголеми повеќе успеси. Во пионерска категорија за најдобар е избран Давид Мишев од кадетите, Јована Арсова, а најдобри тренери се Сашко Арсовски во поединечна категорија, а Трајче Тасевски во колективен спорт. Од наставници беа избрани Мијалче Маџаров и Звонко Рунчев, а најдобри судии се Иван Јовановски и Стефан Јанков. За спортска афирмација на Штип признанија добија Бобон Николов, Владко Митков и Мартин Поповски, додека за најдобар надежен тренер е избран тренерот на кикбокс клубот Гладиатор Кирил Нацев. Ова е една голема награда за мене, исто и за мојот клуб. Значи без тимот кој стои позади нас, овие успеси немаше да бидат добиени. Оваа година имаме европско првенство во Македонија. Тоа ни е најголемиот предизвик. Изборот на најдобрите спортисти е направен од страна на Комисијата за спорт. Сигурно спортот и спортувањето сите вас ќе ве направи поуспешни личности, поздрави луѓе и луѓе кои ќе бидат во секој момент корисни за нашето општество. Штип важи за еден од градовите со најмногу спортисти и спортски клубови кои покажале врвни резултати. Секако заслуга за тоа има и општината во делот на финансиската логистика. Ние како општина Штип, согласно одлуката на Советот и буџетот, издвојаме некаде околу 300.000 евра, околу 20.350.000 евра директно во спортот, но издвојаме некаде уште 150.000 евра во плаќање на одредени трошоци околу држување на спортските капацитети. Тоа се 500.000 евра, ниту една општина во државата тоа не го издвојува. За подобри спортски резултати најавена е изградба на 3 нови кошаркарски терени, скејт парк, продолжување на пешачко-велосипедската патека и, конечно, изградба на затворен олимписки базен.